Не е потрошувач само тој што директно купува нешто. Заштитата на потрошувачите е заштита на целото население. Тоа подразбира заштита на безбедноста, здравјето, парите и на потребите на секој поединец. Колку има становника, сви су потрошачи, од оне мале бебе што се сад родила, замотају пелену, дакле веќе прву пелену почела троши, до онога кој е сад умро и мора се сахранити, дакле у том ланцу смо сви потрошачи. Заштитата на потрошувачките права е еден од клучните елементи во подигнувањето на животниот стандард. Со неа се постигнува функционирање на правната држава, заштита на куповната моќ, зајакнување на конкурентноста и општо зголемување и на безбедноста и на квалитетот на производите и на услугите што се користат. Како и многу други права, и овие не доаѓаат сами. За да се остварат, потребно е постојано информирање, едуцирање и советување на граѓаните. Така тие најдобро може да се заштитат од нечесни постапки на оние што им нудат производи или услуги. Цели мрежи организации работат на тоа да се изгради посвесен и посилен потрошувач. Економските последици се многу лоши со оглед на фактот дека квалитетот на услугите, квалитетот на храна, например, се уште во нашето окружување се продава храна на улица, на отворено, незаштитена, се продава месо, се продаваат млечни производи, се продава мед и ред други работи. Левот, например, се продава на тој начин и тоа создава една атмосфера дека јавното здравје не се вреднува како што треба. Тоа на некој начин предизвикува помала вредност на човекот. Значи човекот тука е ефтина роба. Познато е дека парите тешко се заработуваат, особено во помали и послаби економии како нашата. Личните, домашните, семејните буџети се многу ограничени. Кога луѓето нема да го добијат тоа што го платиле, тие се во загуба. А кога во едно општество нема гаранции дека се добива вистинска вредност за дадените пари, тогаш настанува општа несигурност, каква што кај нас има долго време во одредени области. По најфреквентни проблеми кои што ги имаат потрошувачите се во доменот на купувањето на техничките производи за домаќинство или например во мобилните телефони, или би нагласиле дека се тоа понекогаш и прехранбените производи каде што вребаат опасности од начинот на складирање, начинот на чување и начинот на означување на производите. Пазарот обично решава голем дел од проблемот. Каде што има конкуренција, секако ќе победи тој што најдобро ќе го услужи потрошувачот и нема да ги загрози неговите права. Но во малите економии, каде што лесно се ограничува конкуренцијата, тие права почесто доаѓаат под притисок. На луѓето им треба струја, интернет, други услуги. Често немаат избор освен да потпишат обврзувачки договори и немаат избор да ги раскинат освен ако не ги платат сите сметки до крајот на договорот, а за возврат услугата би ја загубиле веднаш. Нудат така спекулативни договори и на тој начин се загрозуваат правата на овие на потрошувачите. Мислам дека и квалитетот на нивните услуги е лош. Тука повеќе треба да се води внимание за да се заштитат потрошувачите од странските профитерски организации. Например, банките во Македонија се најкорумпирани. Со оглед на фактот дека, во времето на пандемијата, народот е пред банките. Не дават, значи, не ги зголемуваат нивните приемни капацитети,
Нема банкомати по руралните општини, нема експозитури по руралните општини. На тој начин се создава едно чувство на несигурност кај населението, дека за нив никој не се грижи. Ни државата, ни институциите на општествената контрола. Заштитата на потрошувачките права не е едноставна работа. Бара ангажман на голем број институции и професионалци во нив. Таа не е само заштита на парите, туку и на здравието и на животот. Ката Стојановска со години го раководи секторот за заштита на потрошувачите во Агенцијата за храна и ветеринарство. Установа што има една од најважните улоги во земјата, да осигура дека храната што ја јадеме е безбедна. Истата контрола не се одбива само на увозот, се одбива и низ територијата, односно на продажните места во нашите маркети. Контролите не се вршат случајно, но се вршат согласно донесен повеќе годишен контролен план. Тој е изработен врз основа на Законот за безбедност на храна, кој е усогласен со европските регулативи и директиви. Но освен контроли кои што се одбиваат согласно повеќе годишниот контролен план, можно е да се направат контроли во моментот заради сомнеш од страна на овластениот инспектор. Центар на се е информацијата. Секоја држава има закони што ги штитат потрошувачките права и во сите нив се предвидува дека оние што продаваат стоки или даваат услуги мора да вложат најголеми напори за да го информираат купувачот. Овој закон ги условува трговците да даваат добра и предвремена информација на самите потрошувачи за самата стока и за самата услуга. Како втора можност и односно услов кој што се поставува на трговците, освен што добиваат информација за стоката, за производот, од каде потекнува, какви услови има, какви својства, какви документи попратни, така натаму што еден производ или една услуга треба да ги исполнува, треба на читко и јасен начин да се даде цената. Значи, најповеќе потрошувачите обрнуваат внимание на тоа дали производот е означен онака како што треба и дали е дадена цената со сите вкупни елементи, односно самата сметка. Дали има ДДВ, дали има и други трошоци кои што треба да се вклучат во овој дел. Сепак, дури и кога законската и институционалната инфраструктура е добро поставена, таа треба и добро да функционира одредено време, за да се создаде чувство на сигурност кај граѓаните дека добиваат вистинска вредност за своите тешко заработени пари, дека производите што ги купуваат нема да ги повредат или да им го нарушат здравието и дека ќе добијат фер услови од давателите на услуги. Во спротивно, таа доверба не се гради. Во едно општество во кое механизмот на општествената контрола не функционира, не може да се верува дека се заштитени вака правата на потрошувачите. Разни истражувања покажале големи разлики во заштитата на потрошувачките права низ ЕУ и низ Европската економска зона. При тоа најдобрите земји имаат речиси двојно подобри резултати од најслабите. Хрватска како најнова членка на Европската унија не може да се пофали со високо ниво на сигурност на потрошувачите. Тоа го велат и организациите што работат на оваа тема во земјата. Институциите едноставно недоволно си ја вршат работата. Задњих 3 години сама чињеница да е Хрватска задња на листи Европske unije po zaštiti potrošača, mislim da govori podatak sam za sebe. Nije zaštita potrošača na onom nivou na kojem bi mogla biti u Hrvatskoj, zapostavljena je, u prevelikom je ministarstvu i ne mogu se pohvaliti da baš imamo nekakvu veliku suradnju. Niti mi, niti bilo koja udruga. Dakle, po našem zakonu o zaštiti potrošača, recimo, sve općine i gradovi su dužni pomagati udruge zaštite potrošača i podupirati njihove projekte.
mi kad se javimo u neki grad da hoćemo provesti edukaciju, znači grad bi nam trebao osigurati dvoranu, platiti troškove dolaska, pa eventualno platiti honorar ako dovedemo nekog stručnjaka za neko područje. Nažalost, to ne funkcionira u praksi. Oni nama kažu, mi vama dajemo podršku, a kako nam podršku daju, samo ovako, da, mi se slažemo. Na to se odnosi njihova podrška. Nažalost, i ministarstvo koje je po zakonu zaduženo za primjenu i provođenje zakona o zaštiti potrošača na to ne reagira. Со какви проблеми се соочува хрватскиот потрошувач? Добар пример се телефонските продажби. Агенти им се јавуваат директно на луѓето и им нудат производи и услуги со на брзина прочитан текст што слушателот не може да го запамети, со нагласени придобивки, но прикриени обврски, а откако ќе се стави потписот, враќање нема. Imali smo nedavno slučaj jednog gospodina iz Varaždina kojeg su nazvali i nudili lijekove za koljena, za te zglobove sa čime stariji ljudi imaju problema, da je besplatno. Čovjek je pristao. Poštar, odnosno dostavljač, je njemu donio tu prvu kutiju lijekova, on je potpisao, nije imao pojma šta je potpisao, zapravo je potpisao svoj pristanak da mu u buduće lijekove dostavljaju koje će mu naplaćivati. I kad je on potrošio taj prvi mjesec, sljedeći mjesec je njemu poštar došao, donio ponovo lijekove i tražio 600 kuna. 600 kuna je negdje 80 eura, dakle nije malo. Čovjek se iznenadio, nije znao o čemu se radi, naravno da je platio. На сличен проблем наидоа и македонските потрошувачи, но со онлайн продажбата, особено во време на карантините поради пандемијата. Неможноста да се оди да се купи нешто предизвика наплив на онлайн продажби, а со тоа и на измами. Мислам дека сега со новите трендови, значи на нови начини на транспорт, би рекле овие сите нови возила кои што ги употребуваат граѓаните, има доста опасности кои што демнато таму, доколку тие не се безбедни. Безбедноста на производите станува се поактуелна, не само офлайн кога купуваат, туку и онлайн кога купуваат, така да Европската унија неодамна даде соопштение дека има доста небезбедни производи при купувањето онлайн и тоа направија истражување. За да се исполнат стандардите за членство во Европската унија, секоја држава мора да ги подобри своите стандарди во секоја област. За жал, ако се гледаат потрошувачките стандарди, Хрватска паднала во замката во која се и повеќето други европски земји, кои, иако се подобриле во процесот на пристапување, од кога станале членки или стојат во место или одат надолу. Pa evo, tu mogu pohvaliti Hrvatsku državu da u predpristupnom periodu je obavila svu harmonizaciju sa time da smo i zakone prije ulaska u Uniju imali jako dobro, ali ajmo reći da smo ih malo uokvirili i poboljšali samim ulaskom u Europsku uniju. I taj period je bio dosta bitan baš prije pristupa, zato jer smo napravili sve na vrijeme i zakoni su se uskladili sa Europskom unijom. Tako da mi sad, kad gledamo nekakve zakonske okvire, nismo imali nekakvu razliku nakon ulaska. Jedino što je za naglasiti je da zakoni u praksi zbog institucija koje ne sprovode iste te zakone ne funkcioniraju. Znači, izvršna vlast ne funkcionira. Очигледно е дека самото членство каде било, па дури и во ЕУ, не дава гаранција некои права дека ќе се остварат. Но механизмите за остварување стануваат многу подобри, поразгранети и поповрзани. Инструментите за борба за тие права стануваат посилни. U zaštiti potrošača se promijenilo to, recimo, što je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju osnovala Europski potrošački centar. Dakle, to je mreža tih centara koja ima svaka članica Europske unije. Tu još su i Island, Švicarska, Norveška i Liechtenstein. To je Europski ekonomski prostor, dakle te 4 države nisu članice EU-a, ali ta zaštita vrijedi i kod njih. Svrha tog Europskog potrošačkog centra je u tome da, recimo, ako potrošač iz Hrvatske ima problem sa nekim trgovcem ili davateljem usluge iz neke druge članice Europske unije, ne mora ići tamo to rješavati, nego se obrati Europskom potrošačkom centru u Zagrebu i onda naš centar kontaktira Europski potrošački centar iz te zemlje i rješavaju te probleme. Ова е само основното ниво на подобра заштита. Со интеграцијата во Унијата, хрватските потрошувачи добиле можност преку своите представници да учествуваат во носењето на прописите за заштита на потрошувачите на европско ниво.
Веќе не зависат само од своите институции, туку добиваат наднационална и меѓународна поддршка. Дел од европратениците од новите земји членки добро го искористиле тоа, за да се зафатат со решавање на проблемите со дискриминацијата што постоела подолго време. Dobra je strana i to što imamo sad te europarlamentarce i nekoliko njih je naročito aktivno. Recimo imamo gospođu Biljanu Borzan koja je već u drugom mandatu, članica Europskog parlamenta. Ona je pokrenula i to pitanje različite kvalitete hrane u zemljama Istočne Europe i Zapadne Europe. Pokrenula je pitanje trajanja ovih uređaja i aparata doma. Sad je to Europska unija radi na propisu. Dakle, imali smo situaciju da dokle traje jamstvo, do tad i radi televizor, ne? I pokvari se drugi dan kad je isteklo jamstvo. Тоа што порано можело само да се насети, одеднаш станало можно и да се докаже. Например, дека телевизорот е програмиран да работи точно 20.000 часа и потоа да се расипе. Машината за перење алишта да работи 5.000 часа. Полначите за различни апарати да не одговараат еден со друг. Сите тие проблеми се решаваат на европско ниво и ограничениот пазар во помалите европски држави веќе не е изговор за тие да добиваат полоши производи и услуги. Во некои случаи интеграцијата во европскиот пазар овозможува и заштита од сопствените институции. Во Хрватска таков пример биле ваучерите за пропаднати туристички аранжмани поради пандемијата со COVID-19. Во одреден момент била донесена одлука наместо да останат ваучерите, да се обештетат агенциите преку посебен фонд, а тие да им ги вратат парите на патниците. Nažalost, velika većina država Zapadne Europe je to učinila, naša to nije učinila i oni su prošli mjesec dobili opomenu od Europske komisije i rok od 2 mjeseca da to moraju popraviti. Žalosno je što je to naša vlada učinila u vrijeme kad smo mi bili predsjedavajući Europskoj uniji, dakle mi smo bili od 1.1. do 1.7. i umjesto da smo bili nekakav primjer drugima, mi smo baš postupili najlošije. Mislim da su Bugarska, Hrvatska, Češka i Litva dobile tu opomenu, a svi ostali su to korigirali. Evo sad je dobro, znači što mi to znamo. I mi smo poslali pismo ministarstvu i vladi da vidim što će učiniti u ta 2 mjeseca da nas izvijesti. Dakle, dobra je strana što imamo tu komunikaciju i što znamo šta se dešava, tako da ne mogu se, recimo ja sam gledala web stranicu Ministarstva turizma, nisu to objavili na svojoj web stranici, da su dobili opomenu i da u roku od 2 mjeseca taj zakon moraju popraviti. Повеќеслойната заштита на потрошувачките права е една од придобивките што ги добија граѓаните од источните делови на Европа што се интегрира во заедничкиот економски простор. Сепак и тие што се формално надвор од тој простор, силно се поврзани со него преку големата трговска размена, без која нивните економии би биле многу послаби. Затоа, следењето и вклучувањето во трендовите за унапредување на правата на потрошувачите е важно не само за личната потрошувачка, туку и за општата економска одржливост. Разликата меѓу фактот и теоријата на заговор се доказите. Одамна се зборуваше дека производите од исти компании имаат различен квалитет од земјите во Западна до земјите во Источна Европа. Потрошувачите го чувствуваат тоа, но се докажа откако европските представници од Истокот инициираа истражувања и се направија соодветни студии. Po mojem je to da nas se smatra kao drugorazrednim nacijama i da nam se proizvodi, normalno do sada su nam objašnjavali da ipak nije tako, ali vidimo da je i projekti i rezultati tih projekata su pokazali da se upravo to dešava, da su proizvodi koji se plasiraju na istočno tržište Europe drugačije kvalitete i od deklaracija i drugačije cijene i tako dalje. I to su proizvodi koji potrošači koriste u svakodnevnoj primjeni, u svom životu. Кога доказите излегоа на виделина, потрошувачите и институциите од различни земји на ЕУ се поврзаа за да си помогнат да се надмине оваа дискриминаторска пракса. Тоа отвори можност и за нашата земја да почне да се занимава со ова прашање. Тоа прашање беше отворено на иницијатива на потрошувачките организации во Европската унија, каде и ние членуваме во БЕУК, Европската потрошувачка организација, во АНЕК,
Организацијата за стандардизација навистина се подигна на повисоко ниво ова прашање. Парламентот одлучуваше и се донесе одлука дека треба да се фактички се донесе, направи они рефит, се вика тоа, проучување на имплементацијата на потрошувачкото право за да ги детектираат најслабите точки и се донесе една рамка на директиви, се усвои кои што треба да се променат, така наречен New Deal, новиот договор за заштита на потрошувачи на ЕУ, каде што ова прашање се решава со директивата за нечесна пазарна пракса и тоа се третира како нечесна пазарна пракса. Нечесната пазарна пракса треба да се спречи со нова директива што треба да се усвои годинава. И македонските инспекторати ќе можат да реагираат до производителите и до дистрибутерите ако утврдат различен квалитет. Прашањето за нееднаков квалитет е можна актуелно уште од 2013 година, зачнато од повеќе земји членки на Европската Унија, уште се нарекува прашање за двоен квалитет на производите, меѓу кои прехранбените производи. И се правеа долгогодишни и долготрени истражувања, но тоа се истражувачки студии од страна на европски држави, меѓу кои ќе ги споменеме Словачка, Хрватска, кои што и лобира, направија, вложија многу средства пред се тие истражувања, бараат финансиски поддршки. Долго време беше потребно од кога се отвори ова прашање додека се докажа и почнаа да се преземаат мерки. Тоа што го потикнаа представниците на Хрватска и Словачка може да донесе корист на сите, дури и на тие што се уште не го завршиле процесот на зачленување во Европската Унија. Македонските институции почнале да се занимаваат со двојниот квалитет, но потребна им е дополнителна подготовка. Ние цело време како институција сериозно ги следевме сите збиднувања, активностите ги реализиравме за следење и донесување одлуки во соработка со граѓанскиот сектор, со Организацијата на потрошувачи на Македонија и во 2018 година ние дури почнавме и да прибираме производи, односно да купуваме производи од други, од нашиот сосед, да речеме, Грција, кој што е членка на Европската Унија, но констатиравме во анализата дека се уште правните норми не се додефинирани. Потребата од заштита на потрошувачките права на секаде низ Европа не е важна само за истокот, туку и за другите делови. Кога пазарот е единствен, такви треба да бидат и правилата. Кога се креира еден единствен пазар, треба да се креира не само во однос што ги има правата и како се основаат трговците, како се увезува, извезува, кои се бариерите или за услугите или за стоките. Законот за заштита на потрошувачи дава еден хоризонтален општ услов како би се однесувале трговците со заштитата на потрошувачите и нивните права. Поврзаноста на потрошувачите, нивните организации и на институциите што се грижат за нивната заштита може да придонесе за размена на информации и искуства со кои што лесно ќе се пробијат оправдувањата на оние што се обидуваат да ги изиграат правилата со произволни толкувања. Кога Европската Унија го отвори прашањето за двојниот квалитет, тогаш операторите, односно производителите, почнаа да се отповикуваат и да даваат своји видувања на нештата, така да тие се повикаа на националните вкусови. Тоа значи дека потрошувачите во една земја имаат различни сензорна приемчивост и различни производи различно им се допаѓаат хранливите состојки, што не е точно за Европскиот парламент, тоа не го зеде во предвид. За наскоро да може да се открива нечесната пракса и на домашниот пазар, потребно е дополнително да се зајакнат институциите. Патот е веќе трасиран и треба само да се следи. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе има можности да реализира една ваква студија, затоа што не се работи за редовни контроли, но се работи за студија која треба да направи компарација со сериозни правни издржани докази. Се работи целата таа постапка доколку сакаме да истераме, бидејќи законските казни кои што ги предвидува Европската Унија се многу високи. Изнесуваат негде 4% од прометот што го прави
производителот, односно операторот кој што го произведува тој производ, и мислам дека негде до кај 10 милиони евра вредност може таквата казна да. Кога потрошувачите имаат подобра меѓународна комуникација и поврзаност, стануваат посвесни за своите права и за тоа што им е скратено или прекршено. На тој начин и самите ги избегнуваат трговците што не ги ценат доволно. Така пазарната логика повторно добива улога во подобрувањето на правата. Продавачот треба повеќе да се потруди за да придобие информиран потрошувач. Во рокот на овие 16 години, ја би можела да кажам дека има доста голем прогрес во однос на ова. Гледаме и самите сме сведоци на тоа, дека голем дел на трговци, посебно на оние што се ренимирани и оние што се со поголем рейтинг и кои што сакаат да излезат во пресред на потрошувачите, ги имаат сите овие елементи. Например, не би издвојувала со означување на одредени трговци. При примена на Законот за безбедност на производи, тамо многу јасно и гласно се кажува како треба да биде означено, да биде означен еден производ за безбедноста, значи како е безбеден тој производ. Иако и во Законот за заштита на потрошувачи е офатен, меѓутоа тамо е малку поопширно офатено. За да се постигне таа информираност, потребна е и институционална и граѓанска реакција. Само со постојани реакции може да се научат институциите да се вршат работата. Но како и во многу други области, и тука не може да има опуштање. Потребно е некој постојано да ги држи на око. Секогаш ке има некој што ќе се обиде да го измами потрошувачот. Од ситен трговец што сака да подметне неквалитетен производ до голема компанија што сака да ја злоупотреби доминантната позиција на пазарот. Повремено ке им успева тоа. Разликата меѓу заштитениот и незаштитениот потрошувач е дали таквите појави се инцидентни или се начин на живот. Тоа е разликата и меѓу незаштитениот и заштитениот граѓанин. Дали личиме на Европската Унија е прашање што по својата важност го наминува прашањето дали и кога ќе станеме членка на Европската Унија. Тоа е прашање на можности и стандарди што овозможуваат подобар живот, на ангажманот на државните институции и на општеството во градењето подобро утре. Европа не треба да ја гледаме како символ на совршенство, туку како символ на желбата за усовршување, на желбата секој да ги ужива своите фундаментални права.